Може да седнете. Христос се роди. Много е мило што може да ова неделно утро, баш во недела го прославиме Божик со Божјото семејство. Одлична можност. Јас сакам само да го поздравам пастор Кристијан Калинов, тука ни е гостин ова недела. Веќе 9 години сме со Фани во Скопје и се навикнавме на многу нешта тука во Скопје, како да кажеме гужвата во градот, едноставно кај да тргнете гужа, тоа би треба малце време да стигнете некаде. Се навикнавме на тоа да живееш 200-300 метри од некој со кој си пораснал, да не се видиш 2 години. И тоа има во Скопје. Знам со Игор говор, кога се договаравме, но 3-4 години колку испадна на гости. Фала Богу испадна и тоа. И тоа не бевме кај нив на гости, бевме заедно со нив на гости кај наши пријатели. Но има нешто на кој не може да се навикна, мора да признам. И тоа 9 години подред. А тоа е Коледе леде во 3 саат са пајле, испеана од некој сомничав тинејџер кој му мутира гласот. И не знаеш на што ќе начекаш ако отвориш врата. Дали ќе бидеш ограбен или благословен, немаш појма. Мислам дека живееме на доста нестрекна локација, пошто после куќите ова што е многу лисиче, нашата зграда е прва. Така да ние сме прва смена изгледа, почнуваат порано 3 сабајле за да ги стасат сите згради. Едноставно се најдовме на погрешно место, тоа е тоа, што да правиме. Синаќа си имавме убава семејна вечера и таа традиција многу ми се допаѓа. Во круг се држевме некое време за раце и секој од нас кажуваше зашто е благодарен ова година што измина и навистина има многу нешта за кои сме благодарни. Господ е навистина добар. Господ навистина не благословува со многу работи. Кажавме и потреби за кои ќе се молиме за оваа година. Беше навистина прекрасно. Истото така со Фани зборевме и коментиравме за голем дел од песните за Божик. Ние сме музичани, па коментираме доста песни. И сватихме дека голем дел од песните немаат поим, мислам тие божикните песни немаат врска со Божик. Зборуваат за нешто, ама не за Божик, како нашата легендарна великденска песна. На Великден сум се заљубил. Песна да нема врска со Великден, ама не на Великден сум се заљубил. Како е? Голем дел од нештата, овие песните се однесуваат на нештата кои се културолошки особини и по кои се препознаа Божик, да кажеме белиот Божик за снегот. Во последно време ми фали бел Божик да онака снег, тоа некое топло чувство од детството кое сум го имал. Надвор има снег, све е ладнали дома, ќумбето запалено, убаво, посебно дека јас во селото како дете кога спиев, или куќата не беше голема, па јас спиев во дневната таму кај што бевме сите собрани и знам дека сабајле кога ќе стане, а сите тивки за живко да не стане и само го слушам шепот како сите се зборат, чајот врие тука на рингвото оно. И отприлика знам дека надвор има снег, ама внатре е топло и семејството е тука и тоа ми фали да го почувствувам уште еднаш. Отприлика за тоа пеат песните и нема ништо лошо во тоа. Во последно време Божик се искомерцијализирала исто така. Па имате разни попусти за луѓето што повеќе поклони да купуваат и така натаму и така натаму. Искрено, не знам каков став имате вие за поклоните, но јас генерално имам позитивен став за поклони, многу сакам поклони. Јас се радувам секогаш кога ќе добиам било каков поклон. Понекогаш ме нервира што моите деца не се радуваат доволно за поклоните. Мислам дека јас најмногу се радувам кај нас дома за поклони. Самиот поклон значи дека некој одвил време и ресурси за тебе. И сето тоа треба да се прифати со голема љубов. Така да не гледам ништо лошо и во поклоните за Божик. Значи песните не се баш за пеат за Божик, ама не баш за Божик. Поклоните се за време на Божик, ама не зборуваат многу за Божик. Има уште една традиција што онака асоцира за Божик, се вика свињу кој. Тие што сме тука пораснали на овие простори и тоа е традиција за Божик. Да не навлегам во детали, искрен да бидам ама јас немам никаков проблем со таа традиција, прекрасна традиција. И се сеќавам повторно како дете, се сеќавам дека моето задолжение во тој свињу кој што го имавме беше да ја држам ногата на свињата која е надолна, за да се изоди кожата, нели се тие што сте малце. Оке, како и да. Зашто е Божик? Мислам дека тоа беше прашањето на децата за ова драма што има.
на што се однесува Божик? Еве јас на почеток ќе ви кажам зашто се однесува Божикот. И потоа ќе разглобиме малце за тоа. Божик пред се е исполнување на најголемото ветување во историјата на човештвото. Божик е исполнување на најголемото ветување дадено на човекот во неговата историја. За тоа се однесува Божик. Може би ќе видиме штала, јасли, ќе видиме мало бебе, ќе видиме животни, на Love Actually имало, помеѓу животните имало и лобстер, како се вика тоа, имало и морски ѕвезди, сваште имало. Сега веќе во модерните драми сите животни се стават во таа колиба. Поентата за Божик навистина е исполнување за најголемото ветување дадено на човекот, на човечкиот род. И тоа ветување дадено од Бог. Обично за Божик ги читаме првите поглавја од секој евангелие, каде всушност е запишано раѓањето на Исус Христос. Сепак за денес јас одлучив да не читам ништо од евангелијата, затоа што за Божик зборува еден друг дел од Библијата. Првата црква во првите 20-30 години го немала на располагање запишаниот Нов Завет, тие ги имале устните преданија и традиции кои ги слушале за Божик, слушале за Христовото раѓање, за неговата мисија и така натаму. Но тие имале еден друг документ кој бил запишан, кој го користеле како авторитативен документ за Божик. А тоа бил Стариот Завет. Стариот Завет, верувате, многу зборува за Божик. Многу зборува за Христовото раѓање, многу зборува за Исус, за неговата мисија и се што потоа се случило. Како подкрепа и авторитет за радосната вест, за евангелието која црквата го проповеда. Првата црква го користи Стариот Завет. И ако не верувате, читајте го Новиот Завет, ќе видите што писателите цитираат постојано во нивните посланија, во нивните евангелија. Го цитираат документот на Стариот Завет. За денешната тема, тоест порака, одлучив да не проповедам многу, туку да читам повеќе. Да читам од Божиот збор. Да ги читам тие пророштва кои пророците, кои библиските писатели од Стариот Завет ги напишале. И сакам, и ќе направиме еден експеримент. Ќе се обидеме да се впуштиме или да седнеме во столчето на првата црква. Заборавете го Новиот Завет. Не постои како документ. Заборавете се што било напишано за Новиот Завет, евангелието, радосната вест, заборавете се. Се што знаете е приказната за Исус, што сте слушнале од апостолите. Тоа го знаете. Но имате и добро познавање од Стариот Завет. И тоа е една многу интересна позиција. Замислете да сте во нивна кожа сега. Додека Исус чекорел помеѓу нив, јас мислам дека тоа што тој го правил било толку природно за него, толку природно било тоа за Исус, што тие голем дел од времето не разбирале колку посебно е тоа што се случува пред нивните очи. Знаете, човекот се навикнува на се. Се навикнува, јас како дете ми текнува кога се преселивме во Хрватска, прв пат во животот јас бев сведок на војна. Ама знаете ли што? Човек се навикнува и на војна. Јас се навикнав на звуците на сирените кога имаше артилериски напад, се навикнав на куршуми. Како да ви кажам, едноставно многу нормална работа. Човек се навикнува на апсолутно се. Како што човекот се навикнува на лошо, човекот се навикнува и на добро. Јас верувам дека луѓето кои поседочиле за мисијата на Исус, тие се навикнале на сето тоа што се случува. И после некое време, од време на време ќе доживеат нешто стварно чудно и кажат, чекај, стварно нешто чудно се случува. Иначе се навикнале. Тоа ме потсеќа на моментот кога со Филип и Иванов бевме во Африка минатиот пат. И ние толку се навикнавме на вожњата во Африка, инаку прв пат кога отидов во Африка, 2 сати кочев на кошница што не постоеше. Пошто така се вози таму, луда, едноставно се препотив 5-6 пати во првите 2 часа. После се навикнуваш. И интересно е дека се навикнавме толку на нештата кои се околу нас и што се случуваат, се возиме, како и да се вози, едноставно од некоја причина сигурен си во шоферот што вози. Тоа е тоа. Се навикнуваш на културата, се навикнуваш на тоа што ти во фаца онака ти нудат месо кое не знаеш какво е, дали да го јадеш или да не го јадеш, па како и да е. Се навикнуваш и само од време на време ќе се случи нешто и само кажеш, чекај бе, ние сме во Африка, устари, чекај малце.
Мислам дека таков ефект имал Исус врз сите што сведочеле за неговиот живот. Едноставно се навикнале на неговата добрина, на неговата посебност, на неговата мисија. Навикнати биле. И одеднаш само Исус храни 5000 луѓе со 5 парчиња леб. Само чекај бе, абе чудо се деси уствари. Додека јаделе не приметеле. Откако собрале кошниците, вика, чекај бе, почнавме со 5 леба и 2 риби. Како е можно тоа? Дори тогаш приметуваат дека некои навистина луди работи се случуваат во нивно време. Мислам дека тоа го искусила заедницата со Исус за време на тие 3 години од неговата мисија. Едноставно се навикнале на него. Но отпосле, откако воскреснал, во нивната колективна меморија почнале да се откриваат сите тие неверојатни нешта кои Исус ги правил и кои тој всушност бил. И верувам дека во тие моменти читањето на Стариот Завет и сите тие пророштва кои ги читале имале толку посилно значење, затоа што сите тие текстови изборувале за некој кој тие го познавале и го искусиле. Тие го читале Стариот Завет на многу поинаков начин отколку што ние го читаме денес. Тие го читаат Стариот Завет како еден документ кој укажува, кој цело време покажува оној кој тие го искусиле физички, кои тие го поседочиле пред нивните очи како ја врши таа мисија, кои тие го поседочиле оној кој бил најавен во целиот Стар Завет. И еве некои пророштва кои јас ќе ги прочитам, само нека ќе ги прочитам надоле, да видите за што станува збор. Ќе почнам од навестувањето за гласникот пред помазаникот. Исаја 40 глава 3 до 5 стих вели вака: Гласот на оној што вика во пустината говори: пригответе му пат на Господ, исправете ги во пустината патејките за нашиот Бог. Секој дол да се исполни, секоја планина и рид да се снизнат. Кривините да се исправат и нерамните патишта да бидат израмнети. И ќе се јави славата Господова и сите луѓе ќе го видат спасението од Бога, зашто устата Господова го изрече тоа. Јас верувам дека кога го читале тие Исаја, доаѓа до овие стихови, тие точно знаат за кого се работи. Се работи за Јован Крстител, кој беше пратен како гласник, кој ќе го најави доаѓањето на Месијата, кој ќе дојде. И одиме понатаму. И кога тие читат Тората од самиот почеток, за таа немила сцена кога Ева и Адам грешат, едноставно се непослушни на Господ. И во таа состојба, во таа падната состојба, Господ им дава едно ветување, вели вака: на змијата пак и рече Господ: затоа што си го направила тоа, проклета да си меѓу сите животни и сите полски зверови. Помешки ќе се влечеш и прав ќе јадеш се до крајот на својот живот. И ставам непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот неизин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ги окаснуваш по петата. Искрено да видам, тоа ми беше една од најомилените сцени во Passion of the Christ, ако сте го гледале, од Мел Гибсон направен, кога Исус во Гецеманија ја сотрува главата на змијата после тоа тешко искушување кое го имаше таму. Подоцна ветувањето кое Бог го имаше за Авраам вели вака: ќе ги благословувам оние што тебе ќе те благословуваат и ќе ги проколнам оние што тебе ќе те проколнуваат. И преку тебе ќе бидат благословени сите народи на земјата. Јас верувам дека сите тие пророштва кога израелците ги читале алудираат и покажуваат на оној кој тие го искусиле. Ова е еден од најубавите благослови кои татко го има дадено на свој син. И вели вака: ова е патриархот Јаков кој го дава благословот на својот син Јуда. Вели вака: Јудо, лавче моје мало. Ова е Битие 49 глава 9-10 стих. Вели: Јудо, лавче моје мало. Од грабеж се издигаш, сине мој. Се наведнуваш и легнуваш како лав и лавица. Кој смее да те предизвикува? Нема да се одземе жезелот од Јуда, ниту од бедрата негови дури не дојде миротворецот, кому ќе му се покоруваат народите. Вау! Едно ветување кое Јаков го дава, го гледа тоа пророштво за својот син, дека преку тој син, од тие 12 други синови, тој син, 11 други синови, во тој син, преку тој син, Господ ќе го прати, како што вели, миротворецот, кој ќе му се покоруваат народите. Броеви 24:17 вели вака: го гледам, но не сега.
Го наблюдувам, но не од близина. Звезда излегува од Јакова. Жезал се издига од Израел. Уште во петокрижието. Уште кога Израел воопшто нема ни цар. Од тогаш Мојсей и тие што го запишувале тој дел од Библијата, гледаат дека од јудиното племе ќе излезе оној царот кој е поставен од Господ да владее со целата земја. Мојсей понатака вели она познато негово пророштво вели вака во Второ Законие 18:15. Господ твојот Бог ќе ти подигне пророк од браката твој како мене, него послушајте го. Тоа е ветувањето кое Мојсей го дава за својот народ. Мојсей има еден посебен статус кај израелците. Знаете, израелците имали и цареви, и првосвештеници, и пророци, све имале. И тие во еден момент го предизвикуваат Мојсей и неговиот идентитет. И не се другите луѓе кои го коруваат, да кажеме, Арон и Миријам, братот и сестрата на Мојсей, туку самиот Бог ги окорува Арон и Миријам. Им кажува, на пророците јас им давам видение, им давам зборови, но Мојсей е друга категорија. Со Мојсей зборувам лице во лице, тој е мој пријател. Е тој Мојсей, најголемиот во Израел, најизраелецот ќе каже, Господ твој Бог ќе подигне пророкот браќата твои како мене, него послушајте го. Во своето ветување на Давид, Бог преку пророкот Натан му ветува наследник кој за секогаш ќе седне на тронот на Израел, вели вака. И ќе биде 2 Самуил 7:16. И ќе биде непоколеблив твојот дом и твоето царство за секогаш пред лицето мое. И престолот твој ќе остане за секогаш. Престолот твој ќе остане за секогаш. Има царски лози во овој свет кои се онака многу долги. Мислам дека данската царска лоза е најдолгата лоза во нашата модерна историја. На тој престол една лоза владее со тој престол не знам колку, на 1100 години. Така нешто, во стилот имаат семејно дрво кое се протега толку. Но овде Бог зборува за една царска лоза која ќе трае за секогаш. За секогаш. Во Исаја веќе имаме малку поконкретни пророштва. Знаете како одминува времето во Стариот Завет, пророштвата стануваат се поконкретни и поконкретни. Деталите стануваат се појасни и појасни. На почетокот беше од твојот плод ќе излезе еден кој ќе сотрува главата на змијата. И тоа е многу општо. Но Бог најавува што ќе се случи и како ќе дојде, на кој начин ќе дојде тоа спасение. И како што одминува времето, гледате дека Мојсей кажува дека од израелците ќе излезе еден пророк кој ќе треба да го послушаат. Јаков кажува дека окей, од овој мој син Господ ќе го прати спасителот, миротворецот, спасителот на светот. Од друга страна кажува дека тој што ќе дојде нема да биде само пророк, туку ќе биде и цар. Сите тие пророштва стануваат се поконкретни и поконкретни. За Исаја веќе има многу јасни виденија за кој ќе биде Исус. Вели вака: затоа самиот Господ во Исаја 7:14, самиот Господ ќе ви даде доказ. Ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му дадат името Емануел. Поконкретно тоа нема. Не само начинот на кој ќе се случи тоа, туку и кој е тој што ќе биде пророк, цар и првосвештеник во едно. Неговото име ќе биде Емануел, што значи Бог со нас. Емануел. Значи се работи за нешто друго. Нема да биде само некој кој ќе дојде, ќе се појави и ќе го снема. И тоа одговора на многу прашања, како може неговиот престол да остане довека? Како неговиот престол може да владее за секогаш? Може, ако е Емануел. Исаја 8:14-15 зборува за што ќе се случи кога тој некој ќе дојде, вели вака: тој ќе биде осветување и камен за сопнување и карпа за соблазна на двата дома Израелови, стапица и мрежа за жителите ерусалимски. Тоа што мене ми е фасцинантно кога се роди Исус и кога дојдат мудреците и кога царот Ирод научи дека можно е да се родило некој бебе со некоја нова царска лоза, знаете што пише таму? Ирод се вознемири Ирод и целиот Ерусалим.
за едно бебе што се родило. Се вознемири Ирод и целиот Ерусалим. И токму тоа Исаја на некој начин го кажува. И мнозина од нив ќе се сопнат и ќе паднат, ќе се разбијат, ќе се заплеткат во стапицата и ќе бидат уловени. Од друга страна, зборува и за мисијата која тој помазаник ќе има кога ќе дојде. Во Исаја 8 глава 23 и 9 глава 1 стих вели вака. Но нема секогаш да има мрак таму, се зборува за подрачја каде што Исус делувал, каде што сега тој е згустен. Поранешното време ја понизи земјата Завулонова и земјата Нафталимова, но подоцнежното ќе го возвеличи крај морскиот пат од онаа страна на Јордан, божечката Галилеја. Видите пошто била позната Галилеја? Позна не зна боштвото, по тоа е позната Галилеја. Но пророкот вели народот кој оди во темнина ќе види голема светлина. Врз оние што живеат во земјата на смртната сека ќе босне светлина. Исаја продолжува во 11 глава 1 и 2 стих. И ќе потера фиданка од Јесеевата пењушка. Еве веќе тука имаме ние едно пророштво кое конкретно не само од кој племе ќе дојде помазаникот, но и од кој дом ќе дојде помазаникот. Јесеевата пењушка и стебло ќе израсне од незиниот корен. Ќе почива врз него дух Господов, дух на мудрост и разум, дух на совет и крепост, дух на знаење и богобојазливост. Михеј, 5 глава, 1 стих, кажува каде ќе биде роден? Каде ќе биде роден Исус? Но ти Витлееме Ефратов. Замислете, сте го познавали Исус и знаете многу работи за него. И само го читате Стариот Завет и доаѓате до сите можни детали кои се однесуваат за еден човек што сте го знаеле. Каде ќе биде роден? Што ќе се случи? Која ќе биде неговата мисија? Каде ќе действува? И сето тоа е опишано во детали во Стариот Завет. Ти Витлееме Ефратов, иако си најмал меѓу илјадници јудејци, од тебе ќе ни излезе оној кој ќе владее во Израел и ќе е потекло од почетокот од вечноста. Исаја покажува како Јован Крстител ќе го препознае помазаникот Божи. Не само местото на неговото реаѓање, туку и оној кој го најавува Месијата има начин на кој треба тој да го препознае. Вели вака, Исаја 42, 1-4. Еве го мојот слуга, кој го поддржувам, мојот избраник, љубимецот на душата моја, ќе го положам духот свој врз него. Тој е токму она што Јован Крстител го препознава кај Исус Христос. Тој го препознава Божиот дух, како доаѓа, слегува и останува врз Божиот помазаник. И тој ќе им донесе правда на народите. Нема да викне, ниту да го подигне гласот свој, нема да дозволи да го чујат на улиците. Скршената трска нема да ја здроби и чадливата ламба нема да ја угасне. Ќе суди според вистината. Нема да ослабне, ниту ќе изнемошти додека на земјата не воспостави правда, народите ќе се надеваат на неговиот закон. Исаја опишува неговата мисија која има. Тој покажува и каде ќе биде местото на неговото на некој начин кронисување. Кога зборуваме во библиски контекст, по прашање на Исус, неговото кронисување, можеби ќе помислите за некоја величествена церемонија. Но местото на Христовото кронисување беше Голгота. Тоа беше местото на неговото кронисување. Иако тоа на нас не изгледа извртено, како е можно тоа да биде кронисувањето? Токму тоа беше кронисувањето на Божиот Син, кога тој во еден замав уништи секој непријател и го врз себе го зеде најопасниот и најстрашното оружје на непријателот врз себе, за на крај да победи во се. Вели вака, Исаја 61-3. Дигни се, заблескај Ерусалиме, зашто дојде твојата светлина и славата Господова изгреа над тебе. Зашто темнина ќе ја покрија земјата и мрак народите, а на тебе ќе засветли Господ и славата негова ќе се јави над тебе. А народите ќе дојдат кон твоето видело, царевите кон светлината што изгрева над тебе. Еремија продолжува, повторно зборува за од каде ќе излезе од јудиното племе, од Давидовата фиданка. И мојот омилен текст, и со тој ќе завршам од тие старозаветни цитати.
И Исаја 9 глава 6 и 7 стих вели вака: зашто ни се роди дете, син ни се даде, власта му е на рамото, името ќе му биде чудесен советник, силен Бог, вечен татко, кнез на мирот. Неговата власт ќе се шири надалеку и не ќе има крај на мирот над Давидовиот престол. Над неговото царство ќе го зацрсти и ќе го утврди во правина и во праведност. Од сега и довека ќе го направи тоа приврзаната љубов на Господа над воинствата. Амин. Тој текст ми дава еден мир, кој навистина е несекојдневен мир. Дури тогаш кога има денови на темнина. Дори после овие текстови што ги прочитав, кои здрачат со светлина, со надеж, исполнети пророштва, понекогаш доаѓаат денови на темнина во нашите животи. Денови кои не можеме лесно да ги преживееме. Не знам дали сте имале такви денови. Јас имам понекогаш такви денови. Едноставно посакувам понекогаш некој ден да не постоел. Тежок е некој ден да се преживее. Читајќи за овие текстови, можеби ќе се прашате зошто Бог не направи нешто за мене сега. Знаете, таа наша човечка природа многу живее во сега. Едноставно не можеме да се оттргнеме од сега. Иако понекогаш можеби итаме кон она што допрва треба да дојде, она што треба да го земеме, или живееме во некое минато, нашата потреба обично се сведува на сега. Зошто Бог сега не направи нешто за мене? Можеби се прашува зошто Бог не направи нешто поголемо за мене сега. Мене ми треба сега Бог, нешто поголемо да направи за мене. Да ги кажам вака. Бог веќе го направи најголемото нешто за тебе. Погледни на Божик. Поголемо нешто од ова, Бог и никогаш нема да направи за тебе. Бидејќи тоа што тој веќе го направи е најголемото нешто што некогаш било направено за тебе. И никој никогаш нема да направи ништо поголемо за тебе. Тоа е најголемото нешто кое некој го направил за тебе. Тој го напушти комфорот и славата во која престојувал од секојаш, се појавил како еден од нас со сите можни искушенија кои можеме да ги замислиме, го превземал чекорот да се соедини со нас, да биде еден од нас. Го живеел животот во целосна согласност со волјата на таткото и го понел врз себе најсуровиот удар од човекот некогаш нанесен. И сето тоа го направи од љубов. Како што вели апостол Павле, уште додека бевме грешни. Внимавајте на тоа. Уште додека бевме грешни. Уште додека бевме за никаде, со други зборови. Уште додека се околу нас земавме здраво за готово. Земавме здраво за готово апсолутно се. Се навикнавме на неговата добрина. Се навикнавме на сите дарови кои тој ни ги дава секојдневно. Уште од тогаш кога земавме здраво за готово се. Уште додека се однесувавме, како да кажам, ужасно. Тогаш кога не бевме свесни за ништо и за нашата состојба. Тогаш во тој момент Бог го даде својот син за нас. За ние преку вера во него да го примеме дарот на животот вечен. Ако очекувате нешто поголемо од Бог, од ова, јас ќе ви кажам, ќе се разочарате. Зашто поголемо од ова Бог нема да направи за вас. Затоа што тоа е најголемото нешто кое Бог или некој било кога можеше да го направи. Се дека на ова што Господ го направил за нас, воплотувањето да стане еден од нас, да го живее тој праведен живот и да го даде својот живот за нас. Се дека на тоа не гледаме како нешто највозвишено и највредно за нашиот живот. И се уште не сме го разбрале Евангелието. Се уште не сме го откриле Царството небесно, затоа што како Исус што кажува, Царството небесно е како бисер, кога некој го наоѓа во една некоја нива, го закопува, оди продава апсолутно се што има, доаѓа ја купува нивата само за да го добие тој еден бисер. Дали така гледаме на Христос? Дали така се бориме за Христос? Дали така го даваме својот живот за Христос?
Дали така гледаме на дарот кој Христос ни го даде на нас, со тоа што дојде и стана еден од нас. Божик, пред се, како што кажав, е исполнување на најголемото ветување дадено на човекот. Кој ветување се дава како наследство за секој еден од нас по вера. За крај ќе завршам со зборовите на пророкот Исаја, кој ги има за своите слушатели, кои чекале во надеж за исполнување на тоа Божје ветување. Исаја 6 глава 1 стих вели вака: Стани, засвети, зашто твојата светлина доаѓа, на тебе блеска Господовата слава. Тоа воедно е нашиот повик, да бидеме светлината на светот. Сега се исправиме. Јас ќе го повикам Кико да дојде. Ќе ме причест. Да. Ќе да дојде. Ќе го прочитам само текстот кој... Ќе го прочитам само текстот. Искам да видам, има прекрасни текстови кои зборуваат за причеста. Мене овој е мојот омилен текст. Матеј 26 глава, 26 до 30 стих вели вака: И кога јадеа Исус зеда леб, го благослови, го прекрши, откако им го даде на учениците, рече: Земете, јадете, ова е моето тело. Кога ја зеде чашата, заблагодари, им даде и рече: Пијте од неа сите, зашто ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина за простување на гревовите. И вам ви велам, ова е мојот омилен дел, вам ви велам, зашто од сега нема да пијам од овој лозов плод, се до оној ден кој ќе пијам нов со вас во царството на мојот Отец. Има едно ветување кое Исус го дава во овој текст, кое веруваме е ветување кое тој го резервира за својата црква, која ќе бидат заедно, која ќе бидеме заедно со него во новото царство на неговиот Отец. Јас ќе го замолам Кико да се помоли за левот и за виното. Ќе се помолиме со Оче наш и на крај ќе поминам, јас ќе поминам со левот, Кико ќе помине со виното и ќе земе причест на тој начин што ќе го земе левот, ќе го набукриме во виното и така ќе имаме дел со Исус Христос. Ќе го помоли се за него. Господи, по Твојата голема милост, стоиме сега заедно, Господи, како што Вале се молеше преска, како едно тело, Господи, на кое Ти си главата, Боже мој. Вдахни благодарност во нашите срца, Господи, да со сета сериозност, радост и покаяние пристапиме пред Твојата трпеза, Господи. Пред Твоето тело раздадено за нас, Господи. Молиме, Господи, за прошка на гревовите, Боже мој. За спасение, Боже мој, за исцеление на тело, на ум и на душа, Господи. Дека се причестуваме, Господи, со Твојата жртва, Господи. Помогни, Господи, да живееме достојно со името со кое што се нарекуваме христијани, мали Христоси, Господи, да и ние нашиот живот го живееме како Ти, Господи. Ти велиш дека најблагословен живот е оној кој што ќе се разда за своите пријатели, и ние да се раздадеме, Господи. Со нашиот живот да служиме, Господи, да бидеме раздадени. Сега молиме за благослов, Господи, на овој леп и на ова вино, Господи. Да сега кој што ќе се причести со вера, Господи, и биде благословен преку истото. Во името на Исус Христос стоиме заедно. Амин. Амин.